Почитувани гледачи, поздрав од салата на Основното училиште Панко Бршнаров, каде што треба да започне напред предпоследното коло на третата кошаркарска лига, во која се џаваат екипите на Ball for Life, тоа е тимот од Куманово и официјално новиот второлигаш и тимот од Прилеп. Го видовме првиот напад за гостинскиот тим 0:0 во салата на Основното училиште Панко Бршнаров. Некаде околу 100 гледачи го следат овој предпоследен напревар за домашниот тим. Нена Стојановски, Тренчич, Јакимовски, со број 6 тоа е Филип Стојановски. Нена Стојановски обид за 3 поени, нема тројка. Напад за гостинскиот тим. Тоа е екипата на Марфил. Обид за 3 поени, со број 4 тоа беше Карабелски, не успеа. Смиковиќ, Тренчич, ева ја првата тројка, 3:0 води Ball for Life. Значи, како што реков, овој напревар не решава ништо, бидејќи тимот од Куманово веќе е нов второлигаш. Во секој случај голем успех за оваа екипа, која ете само за една година успеа да направи вистински скок и следната година ќе ги гледаме во второлигашката елита, што представува голем успех за овој млад и талентиран тим од Куманово. Одлична блокада на Филип Стојановски. Домашниот тренер Стефан Николич денеска може да им даде шанси на другите кошаркари да ја почувствуваат играта. Стојановски одлично се снајде во оваа ситуација. Наум Јакимовски, капитенот на домашниот тим. Топка за Ball for Life. Смиковиќ ја нагасна таму линијата, топка за Марфил. Уште еден обид за 3 поени. Да видиме, овој кош ќе биде признен со број 15. Дејан Трајковски, први поени за гостинскиот тим, 3:3. Греши сега Тренчич, контранапад на Марфил, тука ќе има прекршок. Тоа е топка за гостинскиот тим.
Здравески. Одличен потек, убави поени на Карабелски. Гостите водат со 5:3. Нема овие поени да важат, судиите велат прекршокот е бил долу, топка острана за Balfour Life. Тренчич. Нена Стојановски оби за 3 поени. Изворена тројка. Први поени за него. Меѓутоа, на спротивната страна гостите веднаш враќаат со број 4 Карабелски, негов четврти поен. Не ја прифати оваа топка Филип Стојановски. Штета, ово беше добар контранапад на домашниот тим. Изворен против напад со број 12, тоа се први поени на Здравески Благоја. Девет 6 води Марфил. Тренчич. Одлична асистенција. Убави поени на капитенот Наум Јакимовски. И дополнително слободно фрлање. Купно 3 поени. Девет спрема 9. Помина времето. Не успеа да организираат напад гостинските кошаркари и еве шанса Balfour Life да поведе. Смијковиќ. Нема поени. Јакимовски направен е прекршок. Фаулираше Трајковски. Има помалку карактеристичен начин на изведување на слободните фрлања капитенот Наум Јакимовски, меѓутоа многу е прецизен, смирен. Вкупно 5 поени. И 11-9 води домашниот тим. Одличен влез Трајковски. Нерешено 11-11. Некои почитувани гледачи, овој напревар денеска го работиме бидејќи нема семафор, односно нема електрична енергија во салата, па така ќе извините доколку имаме некои лоши информации околу времето и резултатот, меѓутоа тоа е тоа да се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред, дека ќе дојде струја во салата на Панко Бршнаров. Ние го следиме на преворот, моментално 11-11.
Топка за гостинскиот тим. Нена Стојановски. Топка за домаќините. Протестираат гостинските кошаркари. Да видиме сега измена во екипата на Марфил. Со број 5 во игра влегува Стефан Стеванаджија на местото тоа се поени. Нена Стојановски ќе има уште едно слободно фрлање. Тринадесет 11 води екипата на Balfour Life. Тренчич. Одлична блокада. Јакимовски. Па уште еднаш Тренчич. Не размислува, веднаш бие за 3 поени. Промашува. Топка за Марфил. Нова измена во гостинскиот тим. Со број 13 во игра е Велески на местото на Дејан Трајковски. Тринадесет 11 води Balfour Life. Нема тројка, биеше Карабелски, контранапад Тренчич, Филип Стојановски, Тренчич, Смилковиќ. Еве нова тројка на Тренчич. Втора, 14-9, води домашниот тим. Ја нагазна таму линијата гостинскиот кошаркар Стеванаджија. Нова измена во екипата на Марфил. Излегува Србиновски, на негово место Дамјан Савиновски. Јакимовски. Кога ќе дојде во ваква ситуација, елегантно ја решава со многу интелигентна игра. Јакимовски, него 7 поен. 16-9. Карабелски одлични поени. Негов 6-ти кошик и уште едно слободно фрлање. 16-11. Измена во Balfour Life. Излегува Тренчич, на негово место со број 7 Милош Станковски. Седми поен за Карабелски. 16-13 води Balfour Life. Стојановски, тоа се чекори. Стеванаджија. Стојановски, одлична реакција во одбраната.
Брз против напад и поени. Седми кош за Ненад Стојановски. 18-13 води Balfour Life. Изворена акција беше ова. Штета не успеа Станковски, останува во напад гостинскиот тим. Ова беше најбавата акција во досегашниот тек на надпреварот. Нема тројка. Не успеа Станковски. Прекашок за гостинскиот тим. Одново измена, се враќа во игра Горан Тренчич, а излегува Филип Стојановски. Стеванаджије. Уште еднаш Ненад Стојановски одлично одигра во одбраната контранапад Тренчич. Стојановски. Добар скок на Станковски. Штета, нема тројка. Што велат сега судиите, имало прекршок од Станковски. Останува 20-14 за Balfour Life. Две слободни фрлања за Здравески. Има уште една шанса. (20-15) води домашниот тим. И тоа е крај на првата четвртина. Водство на Balfour Life 20-15. Покрај мене заедно, еве тука ќе го работиме на преворот до крајот е Бране Стојановски, познат кошаркарски работник, инаку тој е татко на кошаркарот на Balfour Life Ненад Стојановски. Добро дојдовте, еве да ви посакаме успех на вашијата екипа на Balfour Life и да се надеваме дека следната година ќе не представува во вистинско издание во втората лига. Меѓутоа, она што е интересно, јас реков пред малку дека за само една година овој тим успеа експресно од трета лига да влезе во втората лига, што секој представува голем успех за ова млада, пред се и талентирана екипа. Добар ден. Како прво поздрав до гледачите на К3 и голема благодарност до вашата телевизија која чини големи напори да го промовира овој спорт, поточно оваа млада екипа која за само, како што рековте, за една година се пласира во втората лига. Млада екипа, перспективна, просек на екипата е 20 години и мислам дека во следната сезона со 2-3 засилувања на центарските позиции, еден плей, тука мислам не на засилување од страна, него на бившите наши кумановски играчи кои ќе ги повлечеме од да не седат на клупа во првите лиги, него да играат тука и да се калат. И поздрав за екипата на Balfour Life и им честитам на пласман во втората лига. Она што е посебно интересно, вие ја наштавте таа тема. Оваа екипа се составена исклучиво од домашни кумановски кошаркари,
што на некој начин е сатисфакција плюс и за клубот и за градот. А тука како што ги пратам, јас и ги гледам, се работи за млада екипа, како што рекови, тука комото 5-6 играча има кои може да играат во Куманово. Но таму, од кои разлози, не знам, стратегијата и политиката на клубот на градот Куманово е да се доведуваат играчи од страна, да се Вафор Лајт е на добар пат да биде во втората лига и да игра главна улога. Пошто во предпрошлите две кола се реши шампионот, со победата над МЗТ му го нанесуваме првиот пораз. Исто и екипата на Свети Николе, кој е по мене кандидат број 1 беше за титула. Но Вафор Лајт уште една честитки за пласманот во втората лига. Да ја посакаме многу успех, да видиме сега нов напад и убави поени на Смијковиќ. Први кошеви за Дарко на овој напревар. И еве веќе предноста расте. ...24, а може би 25-тиот поен за домашниот тим. Така е. 3 коша за Смијковиќ. 25-15. Да видиме сега што е досудено. Прекршок. Прв во втората четвртина. Стеванаджија, изворени поени од свртување. Први кошеви за него. 25-17 води Вафор Лајт. Одлично проигрување, асистенција на Тренчич. 11 поен за капитенот Јакимовски, тоа се чекори. Добро го тоа забележа судиите. Дваесет и 17. Смијковиќ. Станковски не се решава да бие влез. А Јакимовски 13 поен. 29-15. Расте предноста. Добра игра во одбраната, цврста на домашниот тим. Еве веќе дава резултати на почетокот на втората четвртина. Смијковиќ не се разбра со Ненад Стојановски. Аплаудира и домашниот тренер Стефан Николич. Може да биде задоволен од играта на своите кошаркари, кои веќе направија добра предност од 14 кошеви разлика. Стеванаджија. Одличен врез, убави поени на Благој Велески. Јакимовски 15 поен. Тридесет 19. Стеванаджија. Одличен влез, убави поени. 31-21. Четврти поен за Стеванаджија. Тренчич. Јакимовски. Станковски.
31-23. Това беше четврти поен за Благој Велевски. Судиски тайм-аут. На повреда се жали Милош Станковски. Измена во домашниот тим, излегува Ненад Стојановски. На негово место со број 13 Милош Младеновски. Во домашниот тим во игра за прв пат е и Соколовски. Смиljković. Тренчич. Соколовски. Јакимовски, изворена асистенција на Соколовски. 33-23. 17 поен за Наум Јакимовски. Сега Стеванаджија расположен за игра. 33-25 и дополнително слободно фрлање Стефан Стеванаджија. Седми поен. Тридесет и 23-26. Соколовски. Нема тројка. Уште еднаш офанзивен скок на Јакимовски. Еве прва тројка за Дарко Смиljković. Купно 6 поени. Нема поени, да видиме топка на крајот за Марфил. Тридесет и 26 води Ball for Life. Ова беше тешка позиција. Стеванаджија убаво направи, меѓутоа нема поени. Сега атрактивен потек на Дарко Смиljković. Тоа ќе биде топка за домашниот тим. Соколовски. Тренчич. Отворени поени, трета тројка на Тренчич. 39-26. Расте предноста на домашниот тим. Смиljković. Тренчич. Стеванаджија. Голема борбеност на Тренчич се исплатеше и добива аплаузи, топка за домашниот тим. Измена во гостинскиот тим. Излегува Савиновски, на негово место Василевски Ѓорѓи. 39-26 води Ball for Life. Соколовски. Нема поени. Стеванаджија. Нема тројка за Карабелски. Нов напад за Марфил.
Помина времето, овие и да беше постигнато овој поен немаше да важи. Измена излегува Смиковиќ во домашниот тим. На негово место со број 6 се враќа во игра Филип Стојановски. Тренчич. Младеновски. Филип Стојановски. Младеновски, одлични поени, први за него. Четириесет 26. Извореден потек, убави поени на Благој Велевски, негов шести поен, 41-28. Штета, ова беше атрактивна акција, меѓутоа тука е денеска феноменалниот Наум Јакимовски. Негов 19 поен. А да видиме сега, тоа се кошеви на Трајковски Дејан. Негов 7 поеник има уште едно слободно фрлање. Купно 8 поени за Дејан Трајковски. – 43-31, 12 разлика, сигурна предност за домашниот тим. Младеновски не успеа. И сега каква грешка на гостинските кошарка, имаше и други решенија во оваа ситуација, меѓутоа топка за домаќинот. Еве го и тајм-аутот за гостинскиот тренер. 43-31 води Balfour Life. Господин Стојановски, да искористиме ова пауза. Она што е впечатливо во ова екипа, барем она што го ние забележуваме, е големата борбеност, хомогеност и компактност која владее во тимот. Вашиот син тука, Ненад Стојановски, на некој начин ја пронајде својата игра. Игра одлично заедно со сите други. На некој начин мислам дека оваа екипа има капацитет следната година, како што рековте, со евентуално 2 засилувања, да биде достоен репрезент на Кумана во втората лига. Па и како што реков на почетокот, се работи за млада екипа. Тоа се деца 19-20 години, добро подковани, излегуваат од школата на Михајловски, кој е за мене тренер број 1 во Македонија, и мислам дека со ангажирање за следната сезона и со добар спонзор, екипата на Balfour Life има големи изгледи во втората лига. Сега малку е невкусно да прашуваме, меѓутоа еве гледаме дека сега напреварите си играат овдека во салата на ово училиште, меѓутоа за поголема афирмација и репутација најверојатно следбите ќе треба да се играат во спортската сала за да повеќе привлечете публика и поголем афирматор да биде клубот на градот Куманово. Па да, имаме контакти со општината и со директорот на спортската сала и следната сезона јас мислам дека надпреварите ќе се играат во спортската сала. Она што сакам да прашам уште едно во овој од разговорот, јас реков, значи вашиот син се снајде во екипата на Balfour Life, еден од главните играчи. Ненад е задоволен од тоа како игра и од ден на ден покажува се поголем квалитет и веруваме дека во наредните години ќе биде уште подобар. Па јас мислам, тоа се тренирано 10 години заедно со Филип, со Наум, со Тренчи, тоа е екипа уиграна и затоа му легна
немаше некои проблеми да се вклопи во екипата. Да, он ги знае овие кошаркари. Заедно имат работано кај Игор Михајловски, како што рекол, Така. еден од најдобрите стратези за мене во Македонија. И благодарам, ќе се вратиме повторно на разговорот, а меѓувреме во поени за Горан Тренчич. Тоа е веќе негов 11-ти кош. Соколовски. Тренчич, еве нова шанса, штета нема тројка. Брза контра да видиме Стеванаджија. Соколовски. Одличен скок на Филип Стојановски. Нема причина да се брза, може да се смири овој напад, да се води на сигурна реализација. Соколовски. Топка за Марфил. И прекашок на Соколовски. И еве судиите покажуваат дека гостинскиот тренер за многу куса време побара уште еден тајмаут. Ова е на некој начин ревијален напревар, бидејќи, како што реков, домашниот тим веќе има обезбедено пласан во втората лига. Убава шанса тренерот Стефан Николич да им даде шанси на другите кошаркари да покажат што знаат и умеат. Мислам дека до крајот ќе гледаме и други играчи од клупата во овој напревар. Она што е добро во тимот се врати Милош Младеновски, уште еден корпулентен кошаркар на позицијата на центар. Резултат. 45 поени на Балфор Лај покажуваат дека и на овој направа играат досега мощно, ефикасно и квалитетно во нападот, меѓутоа и одбраната денеска повторно е на висината на задачата. ...31 поен за екипата на Марфил, 2 слободни фрлања за Благоја Здравески. ...45, 32, 13 кошеви пренос за домашниот тим. Соколовски. Да видиме кој е крај на првото полувреме или пак, бидејќи, како што реков, нема семафор, така е, крај на првото полувреме, 45-32, убедлива предност за домашниот тим. Најефикасен во екипата на Balfour Life е капитенот Наум Јакимовски со 19 поени. Почитувани гледачи, следува пауза 10 на минути, пак се... Почитувани гледачи, продолжуваме со второто полувреме од предпоследниот напревар на кошаркарите на Balfour Life. Новиот второлигаш од Куманово. По првото полувреме 45-32 сигурно водство на домашниот тим, кој денеска има рутинска задача да го одработи овој напревар. Следната недела е последниот дуел против екипата на МЗТ.
и тој дуел ќе реши која од овие две екипи ќе биде на првото, која на второто место. Меѓутоа едно е јасно, овие две екипи се најдобри оваа сезона во третата лига. Еве конечно дојде и струја во салата на селбата Карпош, во салата Панко Бршнаров. Електрична енергија има и ќе може да го следиме овој напревар со публика која има некаде околу 100 до 200 гледачи. 45-34. Поставата на Ball for Life, Филип Стојановски, Ненад Стојановски, Дарко Смиljković, Соколовски и капитенот Наум Јакимовски. Еве ги поените на Смиljković, 47-34. Осми поен за бекот на домашниот тим. И некој судиска двојка на денешниот напревар од Куманово, Петровски и Јосковски. Одлично си ја завршија својата работа во првото полувреме. Би рекол го одсудија на без ниту една грешка, а сега одличен влез на Тодор Соколовски, негови први поени. Стеванаджија. Прва тројка за Стефан Стеванаджија. Негов 10-ти поен, 52-34. Филип Стојановски. Интересно, ова се негови први поени. Соколовски одлична контра. Четврти поен. 54-37. И тоа е веќе 17 разлика за домашниот тим. Помина 2 минути од третиот период. Во екипата на Ball for Life за сега најефикасен капитенот Наум Јакимовски со 19 поени, 11 коши има Горан Тренчиć, 8 Дарко Смиljković, 7 Ненад Стојановски. Во гостинскиот тим Марфил најефикасен е Стефан Стеванаджија со 10 поени, 8 коши има Дејан Трајковски, 7 Карабелски Анџио, а 6 поени постигна Благој Велески. Стојановски мислам дека сега ќе биде убава прилика и за тренерот Стефан Николич да им даде шанса на сите кошаркари на некој начин да ја почувствуваат и тие играта, бидејќи за следната година во втората лига буквално секој кошаркар ќе биде драгоцен во она потребна ротација. Да, убав потек од тренерот и треба да ги пусти сите од клупа да играат, да се калат, да го осетат на преварот. Како што знаеме, ова е повеќе ревијален меч и шанса да заиграат сите од клупа. Да, во меѓувреме со број 12 убави поени на Здравески Благоје. Вкупно 8 коша, 53-39, сега корекција на семафорот. Стеванаджија, нови поени. Негов 12-ти кош, одлично игра кошаркарот на Ball for Life. Не успеа Соколовски. Ненад Стојановски. Стојановски! Ова е најубавиот поен на
надпреворот, атрактивно забивање, негов девети кош. Немате коментар за ова, би рекол, НБА комбинација? Убава уиграна акција меѓу двајцата најдобри на овој меч, Наум и Ненад Стојановски. Секако убаво за око. Да, и атрактивно за публиката. 10 поен за Ненад Стојановски. Еве, малку и публиката се забавува во салата на Основното училиште Панко Брашнаров во населбата Карпош во Куманово. Стеванаджије во додавање. Штета што нема поени. Соколовски. Еве првите кошеви, односно тоа е четврти поен за Филип Стојановски и 58-41. Одново 17 разлика за домашниот тим. А тројка на Дарко Смијковиќ. 11 поен, 20 кошеви преднос, 61-41. Двојна измена во гостинскиот тим. Го игравлегуваат Ѓорѓи Василевски и Филип Србиновски. Стеванаджије. Би сакал да ве запрашам, вие сте долгогодишен спортски работник и во кошарката сте толку време, меѓутоа, еве, колку што може да забележам во оваа екипа на Марфил има неколку интересни кошаркари. Пред се оној кошаркар со број 5 Стефан Стеванаджије делува доста вака како рутински плеймекер, добро игра и има и други кошаркари кои западнаа во око на овој направор. Извонреден плеймекер со добар преглед на игра. И мислам дека може Има добра перспектива. Млад перспективен играч. Да, игра доста интелигентно и има секојаш луцидни решенија. Да. И 15-ка. 15-ка Дејан Трајковски. Дејан Трајковски исто добар. Тој е негов 11-ти поен. Соколовски покажува голема борбеност. Филип Стојановски. Да видиме, останува домашниот тим во напад. Иако водат со 25 кошеви разлика, домаќините се борат како да е нерешено. Еве, нова освоена топка Смијковиќ, изворено. Ево 13-ти поен. Смијковиќ. Прекашок е направен врз Наум Јакимовски, тоа ќе бидат две слободни фројња за домашниот тим до крајот на третиот период. 4 минути и 40 секунди. Во гостинската екипа во игра се враќа Дамјан Савиновски. Јакимовски 20 поени, ја напушти играта, на негово место со број 8 е Никола Петковски. Карабелски. Лошо
одиграно и тоа е намерна лична грешка, во право се судиите. Тоа е судијата Петровски од Куманово. 2 слободни фрлања за Филип Стојановски. Пет поени за Стојановски, 67-44. Соколовски. Смијковиќ. Не успеа оваа комбинација. Смијковиќ, Петковски, а грешат и гостинските кошаркари. Нов напад Филип Стојановски. Нена Стојановски, тројка, 13 поен, 70-44. Карабелски. Стеванаджиев. Судијата Јосковски вели дека прекршокот бил доле. 2 слободни фрлања. Излегува Соколовски во игра со број 9 е Смијковиќ. 15 поен. Стеванаджија не успеа. Стојановски, 15 поен. Значи во екипата на Балфорда во игра е Величковски. Да го регистрираме и неговото влегување во игра, а сега чекори прават кошаркарите на Марфил, кои мора да кажеме дека во третиот период паднаа во играта. Домашниот тим тоа максимално го користи и од минута во минута. Постојано ја зголемува предноста, сега изнесува дури 30 кошеви разлика. Меѓутоа, ќе кажем уште еднаш, играат како да е нерешено или да имаат гостите предност. Две минути и 20 секунди до крајот на третиот период. Стеванаджија. Смијковиќ. Лична грешка во напад. Сосема исправна одлука на судијата Јосковски. Нема право да протестира Смијковиќ, одека имаше очигледен прекршок. И сега ова беше катастрофален обид на Филип Србиновски. Величковски па фаулиран е Филип Стојановски. Во домашниот тим во игра сега добива шанса и Иван Јовановски.
сигурно реализирани слободни фрлања, 7 поени за Филип Стојановски, а еве шанса добива и најмладиот во екипата на Ball for Life со број 4 во игра Мартин Станковски. Стеванаджија. Погрешно водена топка, чекори. Карабелски. Стеванаджија. Станковски. Филип Стојановски. Изворени поени, негов 9 кош, купно 78-44. Тоа се 34 кошеви разлика за домашниот тим. Нема прекршок. Контранапад на Марфил. Одлична блокада. Иван Јовановски. Останува Марфил во напад. Стојановски. До крајот на третиот период, уште 4 секунди. Има време да се организира уште еден напад. Поени на Филип Стојановски, 80-44. Мислам дека Стојановски коментар не е потребен. Се распадна играта на Марфил во третиот период и еве ова е веќе 36 поени разлика, уште една демонстрација на квалитетот на домашниот тим. Не само што се распадна играта на гостинската екипа, него Buffer Light треба секој утакмица да има пристапна игра како сега. Како сега, дали е 30, дали 50 разлика мора да газат. Да се подсетиме против Сити Николе и против МЗТ беше исто така 20 разлика, 15, па на крај дојде до нерешено, до еден кош разлика и во тесна завршница извојуваме две многу важни победи кои не внесува во втора лига. Така треба да се игра енергична контра, брза, агресивна одбрана и нашето најјако оружје ударот за тројка. Искрено верувате ли, се плашите ли дека може Овче поле или пак некоја друга екипа да ги помрси сметките, или пак 100% бевте сигурни во оваа млада екипа дека на крајот ќе успее? Па мислам дека е изненадување. По мене Свети Николе екипа број 1, само се работи за екипа искусна, постара екипа и мислам дека тука е проблемот, нема тренинг доволно, нема. Нашите млади момчиња се полни со енергија и со тренинзи и тоа го докажуваат на секоја утакмица, што реков со ударот за тројка 90-100 кошеви дават по утакмица. И сега следната недела ќе дојде оној напревар кој не решава ништо, меѓутоа ако го ослободиме МЗТ Скопје, може на вистински начин да се заврши оваа сезона на првото место, што ќе биде уште еден доказ за огромниот потенцијал на оваа екипа. А не решава, не би рекол дека не решава, решава. Ако победиме ќе бидеме први. Момците го сакаат тоа и се спремни во Скопје да го дадат максимум и да завршиме како први. Да се надеваме дека така ќе биде. Ова екипа може да атакува и во Скопје на победа против МЗТ Скопје.
Меѓутоа тоа не е ни важно дали ќе бидат први или втори. Она што е најважно, од едната година оваа екипа ќе ја гледаме во втората лига. Ова беше удар од очај, меѓутоа грешат и кошаркарите на Марфил. Да видиме дали ќе има тројка, штета не успеа домашниот кошаркар, а фаулираше Милош Величковски. Трајковски. Одличен офанзивен скок. Поени за гостинскиот тим. 80-46. Е, сега една интересна ситуација. Во обид да ја заврши атрактивно оваа акција, греши гостинскиот кошаркар, да видиме дали ќе биде казнет. Така е. Тројка. Иван Јовановски, први негови поени. (83-46). Не успеа сега повтор пат Иван Јовановски. Чекори. Нова тројка. Друга постава. Со број 9. Прва за Милош Величковски. Сега домашниот им игра со вториот состав. Буквално сите кошаркари добиваат шанса на овој напревар. 85-46. Два поени, први кошеви за Ѓорѓи Василевски. Десети поен за Благоје Здравевски. И тројка. 88-50. Серија на тројки на домашниот тим. Враќаат гостите на брзина со број 12. Серија поени на Благоје Здравевски, негов 12-ти кош. Лјана Стојановски. Нова тројка. Фантастично функционира ударот за 3 поени на домашниот тим. 91-52.
18-ти поен. Ево излегува Стојановски, аплаузи за него. Во игра влегува Милош Станковски. 91-52. Повеќе од јасно дека денеска ќе видиме 100 поени во салата Панко Брашнаров во корист на домашниот тим. С оглед на тоа дека до крајот има уште 6. Иван Јовановски. Негов пети поен. Одлична игра. Стојановски ова на некој начин сме изненадени и ние и публиката. Еве, вториот тим покажува извореден потенцијал и добра игра. Па младите имат добра залика, сега играт опуштено и им се пушти раката и како што рекол, главното наше оружје на Бафало Лајде е удар од 3 поени. Да, тоа се покажува и денеска. Нова тројка за Мартин Станковски, 95, 96 или 95, 52, 5 минути и 16 секунди до крајот. Го користам моментот да го поздравам директорот на клубот Дарко, популарно и од Пејко, кој даде голем придонес за оформување на оваа екипа. Воедно се заблагодарувам и на вашата телевизија, а посебно на вас како спортскиот новинар, кој даде голем придонес за не само за кошарката во градот Куманово, него и за другите спортови. И е големо богатство на градот да се има таков спортски работи. Ви благодарам за овие комплименти, а сега да го проследиме финишот на овој направа. Уште 4 минути и 50 секунди до крајот. 2 слободни фрлања за Благоје Здравески. Ево ја користам оваа прилика да најавим и за нашите гледачи ексклузивно дека и наредната сезона К3 телевизија ќе ги следи сите направи на Балфор Лајв во втората лига. Значи нашата соработка се уште повеќе продлабочува. Па јас мислам дека ќе продолжи, надпреварите ќе се играат во салата, градската саладу. И ова користам апел да се јават спонзори да помогнеме на Балфор Лајв за во втора лига. И мислам дека ќе играме и во втора лига клучна со овој состав и со 2-3 појачување на позиција број 5. Да, еве, како што рековте, и честитки за председателот на клубот Дарко Петковски, кој лично вложуваше своји средства во клубот и на крајот сето тоа се исплатеше. Го внесе тимот во втората лига. Ѓорѓи Василевски вкупно 3 поени, 96-54. Убава тројка. Дејан Трајковски, негов 14-ти поен. Сега малку форсира Милош Станковски. 4 минути до крајот. 96-57. 2 слободни фрлања уште еднаш за Благоје Здравески. Вкупно 14 поени, 96-58. Штета, немаше тројка. А сега многу лошо додавање. Не успеа да ја прифати оваа топка Трајковски. Лошо
беше упатена од Ѓорѓи Василевски. Поени Иван Јовановски. Негов седми кош на спротивната страна. 16 поен на Благоја Здравевски. Сега тој е најефикасен во гостинскиот тим. Погрешно водена топка. Се гледаат денеска судиите Петровски и Јосковски од Куманово, кој ќе кажем уште еднаш изварено го водат овој направар. Продолжува серијата на Мартин Станковски. Негова трета тројка, 9 поен, 101 спрема 60. На крајот ова ќе биде убедлива победа на домашниот тим. Први поени за Филип Србиновски, 101-62. Пети кош за Милош Величковски. 103-62. Благоја Здравевски, 18 поени, ќе му уште едно слободно фрлање. Тоа се чекори. 2 минути и 21 секунди до крајот. 103-64 за Ball for Life. Стеванаджија. Падна неговата игра во ова последна четвртина. Останува домашниот тим во напад. Станковски. Прекашок на Мартин Станковски. Тоа би требало да бидат две слободни фрлања, бидејќи веќе од поодамна екипата на Ball for Life е влезена во бонус. По полого време поени за Стефан Стеванаджија, негов 13-ти кош. Еве го и 14-тиот. 103-65. Станковски. Да видиме нешто не е во ред со семафорот. Една минута и 30 секунди до крајот на овој напревар. 103-67.
Еве да фрлиме еден мал поглед на стрелците во домашниот тим. Најефикасен Наум Јакимовски со 20 поени, Ненад Стојановски има 18. 15 поени поштина Дарко Смиковиќ, а по 11 Филип Стојановски и Горан Тренчич. Во екипата на Марфил најефикасен Благоје Здравевски 18 поени, 14 има Стефан Стеванаджија, а 14 исто така постигна и Дејан Трајковски. Очигледно нешто не е во ред со семафорот, но да се надеваме дека ќе се среди и таа работа и ќе го проследиме до крајот на овој напревар, кој беше решен во третиот период, кога домашните кошаркари направија предност над 25 кошеви разлика. И некој ќе подстан, првото време заврши 45-32 за екипата на Balfour Life. Сега на семафорот стои 103-68. Една минута и 30 секунди стои на семафорот, а сега и корекција на официјалниот резултат 103-70. Не знам што се сега толку чека со семафорот и конечно се е во ред. Таму се вклучи да помогне домашниот тренер Стефан Николич, продолжува на преворот 103-70. Иван Јовановски и повторно сега семафорот не работи. Стои 3-70. Стеванаджија. Него 16 поен. 103-72. Иван Јовановски, Величковски, Станковски. Одлична комбинација, да видиме дали ќе има поени. Филип Србиновски, негов четврти кош, 103-74. И уште една погрешна водена топка. Финишна на преворот, уште 40 на секунди до крајот. Стои 3-76, 18 поен за Стефан Стеванаджија. Убави поени 105-76. Седми кош за Милош Величковски.
Нема поени, тоа е крај на преворот. Конечен резултат 105-76 со оваа победа. Балфор Лев и го потврди пласмано во втората лига. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и останете понатаму со програмата на К3 телевизија. Let's go now.